Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден во најновото издание на емисијата Очи во очи. Денес со мене Сања Савеска. Верувам дека вие сте подготвени да наредниот час не го поминете секако заедно со мене. Простор кој што е наменет за сите вас, кои што сакате да го дадете вашето мислење на дадена тема. Секогаш со актуелни теми, така ќе биде и во денешното издание на емисијата Очи во очи. Правилата се исти како и во претходната емисија, каде што сепак имате почесто време да се дружите со Мартина. Денеска бевте со мене, а во оваа емисија тука каде што ваш домаќин е Огнен Јаневски, веќе добро сте запознаени со правилата на игра. Денес имаме една доста актуелна тема за разговор, имено за само неколку дена. Двајца поранешни директори на Управата за безбедност и контраразузнавање завршија во притвор. По барање на специјалното јавно обвинителство за случајот Империја во притвор во затворот Скопје во Шутка е поранешниот прв човек на УБК Сашо Мијалков, а по барање на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поради инволвираност во настаните од 27 април во Македонското собрание, 30-дневен притвор доби и неговиот наследник, поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Двајца директори на УБК во притвор. Каква е спрегата помеѓу полицијата и криминалот? Е темата на која што вие од овој момент па натаму секако може да ги кажувате вашите ставови и размислувања на двете телефонски линии кои што се веќе добро познати за пошироката јавност. Верувам дека веќе имаме гледач на линија кој што не очекува со своето размислување на денешната тема. Добар ден. Се прекина линијата, дали можеби имаме на следната линија некој гледач? Добар ден. Како што кажавме, темата е двајца директори на УБК во притвор. Каква е спрегата помеѓу полицијата и криминалот? Зошто е Мијалков во притвор? Мијалков претходно доби притвор од 30 дена за друг случај на специјалното јавно обвинителство Таргет Тврдина, кој се однесува на масовно прислушување и за уништување на опрема во УБК. Потоа истиот му беше укинат, пошто доби нов притвор од 30 дена за Империја на специјалното јавно обвинителство. Главните причини поради кои заврши во притвор се можноста за бегство и можности за влијание врз сведоци. Истрагата Империја се води против Јордан Камчев, Сашо Мијалков, Ненад Јосифовиќ, Цветан Панделевски, Радка Куновска Камчева, Христина Камчева Стојчевска, Зорица Арсовска, Лилјана Гајдовска, Владислив Стојаковиќ, Тодор Мирчевски, Дејан Јанев, Ванче Мијалчев и Јованче Тасковски, поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела, злосторничко здружување, оштетување или повластување на доверители, злоупотреба на службената положба и овластување, измама и перење пари и други приноси од казниво дело. Во притвор за истиот случај се и Камчев, Панделевски, Јосифовиќ, Арсовска и Мирчевски. Зошто пак Атанасовски е во притвор? Како и во случајот со Мијалков, и Атанасовски заврши во притвор пред се поради можноста за бегство, како и поради можноста за влијание врз сведоци. Тој доби 30-дневен притвор поради инволвираност во настаните од собранието од 27 април. Тука секако телефонските линии се отворени за гледачите кои што сакаат да се изјаснат по однос на прашањето каква е спрегата на полицијата и криминалот. Во моментов во притвор се двајца поранешни директори на Управата за безбедност и контраразузнавање Мијалков и Атанасовски. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. Добар ден, поздрав од Пичево, редовен гледач, последно 24 телевизија и посакувам се најубаво. Ви благодариме, повелете со вашето размислување. Зошто постои ли спрега помеѓу полицијата и криминалот? Моето е размислување, јас ќе го дадам, значи овој криминал и спрега секогаш имало меѓу едни и други, затоа што моćните, оние кои владееа со криминалот, кои го плячкаа македонскиот народ, значи тие беа недопирливи. Со тоа што повеќе години, од 15-20 години македонскиот народ тоа го трпи. Сега кога конечно веќе почна да владее правдата, да владее разумот, да почна да функционира судството, јас мислам и честитам и конечно на оваа влада која успеа најголемите моćници да ги приведе во притвор. И баш ме радува тоа, затоа што некогаш одеше човек за 300 чебапи во затвор, а некој за 3 милиарди евра ниту се покажуваше пред судските институции. И поздравувам владата, треба да направи заеднички, да ги гони сите оние кои смарно работеле, а посебно тој господин кој сега беше и советник на господинот Митковски, значи кој го приведоа, тоа го слушам се овие денови, значи тој да мисли да во времето
Значи со намера да убива новинари, да убива оние кои не се совместени нивно, да ги убива граѓаните затоа што не биле со таа партија и да ги заплашува тоа више, јас сметам дека ова влада конечно треба да заврши. Ова влада мора подхитно да се предприеме мерки за сите кои ќе направат зло дела без разлика на која партија. Дали е ВМРО, дали е Социјалдемократскиот сојуз, дали е ДУИ, било која, треба пред јавноста да се одговара и граѓаните да почитуваат равноправно судење, равноправно и еднакво живење во оваа држава, без разлика на која партија, на која националност. Тоа ви го посакувам од мене од се срце и да сватат тие кои ви сме гласале. Поздрав се него, благодарам. Ви благодарам што се вклучивте во најновото издание на Очи во очи на дадената тема. 20 директори на УБК во притвор, каква е спрегата на полицијата и криминалот. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете во програма сте. Ето вака. Полицијата ноќе не спие. Политичарите не спијат ноќе. Криминалците не спијат, без разлика на верска национална припадност, тие се сите исти. Значи, спрегата е еднаква. Што значи дека тие сите се мешани во цела работа и меѓу нив треба да се одговара работата, значи, меѓу политичарите прво, полицијата и криминалците. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и за вас. Продолжуваме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Па вака сега, спрегата е еднаква, како веќе мене што кажа. Сите овие кои се притворени после бегството на Груевски, оваа власт беше многу добра и млака, искрена и поштена. И затоа само им ги одземаше пасошите, ама очигледно тие мислеле дека кога ќе дојде моментот за пресудата, сите да фатат джаре. Ниеден да не го пуштат надвор. Апсолутно ич. Зашто тие се толку многу нафатирани со пари, ако треба со парите ќе се претворат во комарци, ќе напуштат државата. Толку имам да кажам. Ви благодарам и вам за вашето јавување и излагање на оваа тема. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и за емисијата. Да го поздравам ово од Кичево и нека престане више појава телевизија нон-стоп. Ја не знам тој колка пензија земат со толку телефонски јавувања секој дневно више, тоа не ми е јасно. Затоа се јавив за ова друго не ме интересира за овие криминалци. Да, да ги користите минутите и да ги трошите на претходните гледачи, искористете го времето да кажете нешто за темата, ни значи мислењето на сите вас, затоа одиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме некого на линија? 20 директори на УБК се во притвор. Каква е спрегата помеѓу полицијата и криминалот? За јавноста Владимир Атанасовски непознат, а во позадина носител на значени одлуки и ингеренции. За делчевчанецот Атанасовски е познато дека првото работно место го доби во 2008 година во тогашната управа за спречување на перење пари на 26 години по завршувањето на економскиот факултет во Скопје. Во 2010 година е назначен за директор на управата за финансиско разузнавање. 6 години подоцна седнува во друга директорска фотелја како шеф на тајната полиција, во која ќе остане 1 година. Функцијата ја превзел од Љупчо Андоновски. Тогашната власт препознала квалитет во Атанасовски како финансиски разузнавач, па го предлага за директор на УБК. Во моментов во притворот во затворот во Скопје Шутка, во притвор се двајца поранешни директори на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков и Владимир Атанасовски. Каква е спрегата помеѓу полицијата и криминалот е она што ве прашуваме во денешното издание на Очи во очи. Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. Честитам прво за темата, баш на право време. И тоа треба една корекција. Двајца бивши директори на УБК. Не актуелни. Да, се согласувам. За бивши директори на УБК сите, па и врапците, не само директорите, него челниците на чело со Груевски и врапците знаат дека биле вмешани тоа со најтешките дела, што значи криминал. Тоа веќе се гледа, тоа е веќе видливо. За жал, јас сум припадник на служба и некојаш ние се гордеам што сум бил, но и тоа што сум бил. И во ово време, значи, некојаш кога гледам како дефулала бившата така наречена СДБ или ДБК, значи се брукам што не можам да кажам дека сум бил припадник. Затоа барам од актуелната власт, актуелната полиција да преземе све
и до корен да ги расчисти, за да народот ја врати довербата. Иначе без доверба во народот не може да функционира ни служба, ни полиција, ни власт. Ето, толку. Ви благодарам вам за јавувањето и вклучувањето на оваа тема во емисијата Очи во очи. Одиме понатаму. Добар ден за кого? Дали се слушаме? Телефонските линии се отворени, темата верувам доста актуелна и интересна за сите оние кои што редовно ја следат емисијата Очи во очи и програмата на телевизија 24. Денес ве прашуваме каква е спрегата на полицијата и криминалот во моментов во затворот во Скопје, во Шутка, во притвор се наоѓаат двајца поранешни директори на Управата за безбедност и контраразузнавање. Станува збор секако за Сашо Мијалков и Владимир Атанасовски, кои што секако добија притвор 30-дневен притвор во Шутка. Дали имаме гледач на линија кој што ќе даде одговор и негово видување на оваа тема? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ева ка се супер што сум програма точно. Спрега со криминал, полицијата и криминало апсолутно има. Нераштетено убиство во Скопје. Дрога колку сакате. Бегство на осуденик. Не знам шо. И сега една друга прашање имам јас на сите овие ќе поставам. Ако од овие 30 што се обвинети за насилството што го изврши во Собраниево, излезе и рече Зоран Зарев заедно со лицето ни дадоа пари на терена да влеземе. Тогаш обвинителите ќе ги прибера и вицето и Зоран Заев да ги притвора. Смешна работа. Благодарам, поздрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и за вас. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, убав ден. Повелете во програмата да чуем. Ја ми се чини дека Арамија не може да биде нешто нема. Одека се, као што гледаме, во сите овие случаи, сите тие што краделе, што правеле значи нечесни работи, сите тие се на некој начин милионери или да речеме, значи некој толку добро ситуирани, што изгледа нивната професија била како да дојдат до што повеќе пари, што повеќе да земат од општеството, колку може повеќе да го сиромашат овој народ. Мислиш, за овде не треба да има никаква милост, овде не треба да има никакви привилегии. Сите тие што се огрешиле према законот, према значи општеството, сите тие што постигнале по парите на граѓанинот, треба да се вратат од каде што се земени. Зашто тие се пари одвоени за значи државата да се гради, да ствара значи доход, да ствара нови патишта, нови болници, нови значи школство, здравство, патиша и така натака, значи тие се пари наменети за тоа, не се наменети за значи за да се решава хировите на некои си моćници. Зашто не ме викнат мене таму? Вас не е викнат. Зашто немате услов, немате можност да придете до тие средства. Секако тие има значи толку многу што не размислуваат дека некогаш треба сето тоа да го вратат назад. Изгледа треба да се воведе некој си час во школите, каде што ќе децата од мали години ќе учат дека нивното што не туѓото што е туѓо да не го чепкат, да се задржат само оно што е свое. Благодарам што ме слушавте, поздрав. Ви благодарам за вклучувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, да ве поздравам сите во екипата на 24 телевизија и да ви посакам пријатен ден на вас и на сите гледачи. Ви благодариме и за вас поздрав. Да, сакам да кажам дека ова што се случува во Македонија е невидено никаде во цел свет го нема. Двајца поранешни директори да бидат во притвор, значи дека Управата за контраразузнавање работела криминално и се занимавала со криминални дејанија, со прислушкување, со нечесни работи. Јас сакам да кажам, сите директори, сите функционери во Македонија што биле на власт, се тоа е умешано во криминал, се треба да се истражи, мислам да се направи една ревизија од 90-тите години, средината на 90-тите, да речам некаде од 93-та, па се до последниве избори што беше, све тоа да се направи ревизија, кои биле директори на високи функции
во државни јавни служби, што работеле, како работеле по предпријатија. Не зборам само за УБК, за сите јавни управа за јавни приходи, на сите функции што биле, да се види дали тие честно си ја заработувале платата, дали трошеле незаконски пари, дали фрлеле во магла. Знаете дека народот денеска живее многу сиромашно и бедно и некои преживуваат ден за ден, а ние сме се патиле само со некои небитни работи. Дајте народе, дај оваа власт малку нека се заинтересира малку за економија. Економијата ни стагнира. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за вклучувањето. Одиме понатаму. Добар ден за кого? Добар ден и среќен ден. Повелете во програма сте. Ова емисија ви е на место, меѓутоа јас сакав да направам една паралела. Во бившиот систем работе 20 години и во овој капиталистичкиот, односно глобалистичкиот работе 20 години. Во бившиот систем криминалците служеа на полицијата. Сите криминалци даваа своји извештаи, дали за пари, дали за подкуп и така натака, и тие даваа извештаи на полицијата. Денеска полицијата служи на криминалците. Значи, во тоа сум убеден 100%, меѓутоа ме чуди новата власт, посебно министерот Спасовски. Кога дојде, знае што наследи он во МВР, ме чуди зошто не презема одма ригорозни мерки за рачистување на бандата околу него. Тој смени 5-6 души таму, меѓутоа и тие што ги постави колку се способни да го слушат, не знам. Меѓутоа, јавна тајна е дека во полицијата има големи со високи функции, над 5-60 луѓе со фалсификат дипломи, конобари и така натака. Меѓутоа, до денеска никој не е од нив сменет. Дури и тие, мислам дека работат против Спасовски, не знам колку е он свесен. Сигурно дека е свесен, верувам во него, меѓутоа треба подхитно, значи тоа ако зборам подхитно, имаме стари кадри, ако треба ќе ги земеме од пензија, честни луѓе, квалификовани за таа работа и додека полицијата не ја средиме. После тоа, судството, нема да имаме држава, луѓе ја губиме државата, полицијата е основна полуга, полицијата е растори доста димовска и од неа таа. Заврши времето за вашето излагање во емисијата Очи во очи. Продолжувам понатаму со следниот гледач кој што веќе не очекува на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав за 24 вести. Се уваме од Прилеп. Покрај се тоа што гледаме што се случува, тоа е голема катастрофа за државата. Овие пајташи што работеле во полиција, да ги наречам нечестни, нерани мајковци, значи, тотално државата е донесле во колапс. Значи, такви стручњаци биле исклучиво за нивниот джеп работеле и нема што да се коментира. Ако сака државата нешто да направи, треба да донеси закон за потекло на имотот, да видиме кој како се збогатил и врз основ на што се богатил. Ова е страшна работа. Страшна работа. Додека не се донесе закон за потекло на имотот. Еве сега се почува во преку УЈП секој еден граѓанин да биде регистриран таму. Да видиме кој како се збогатил и на кој грб се збогатил. Ова што се случува со директори на УБК, тоа не знам што да кажам, има, мислам, надлежни што може да го расчитат, то ние обичните граѓани можеме само да си кажуваме нешто без веза, да тресиме зелени. Али треба стварно да се земи секој еден на одговорност кој се огришил према законот. Поздрав! Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Кој ни се јавува? Добар ден. Повелете во програма сте. Слушајте, сите овие што го чува Груевски,
што го пуштиле. И тие треба да бидат во притвор. Зашто земале пари и они. И они се огрешиле. И тоа треба да го имаме у предвид. И тоа треба да се знае. Не може така он да избега. Почува 6 души, тамо 8, колку што кажуваат, а сега човекот го нема. Сите тие што работат, сите комплет треба да се сменат. И да не работат више на тоа работно место. Зашто се збогатија така, со подкуп. Тоа сите го знаеме. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јави? До вас. Поздрав. Поздрав и до вас, гледач од Скопје. Ја мислам дека со оваа банда треба да направите една мисија, треба да се приклучи и МПЦ. Према ова што слушаме какви пари нудат за плацови. Толку имам ја. Ви благодарам за кусото излагање. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Гледач од Битола, редовен на 24 реци, се поздравувам вас ко водителка и емисијата ја поздравувам 24 реци. Ви благодарам, повелете. За случајот Мијалков треба да се сете кога го притвараше брат Љубе Бошковски, му се рати на глава на него. И тоа ми е кеф многу, привидејќи Љубе Бошковски не требаше да одлеже толку затвор, ама ете, тоа е тоа. Фала на оставеното време и поздрав до вас. Ви благодарам што се вклучивте. Да, поздрав до вас и до цела Битола. Ние одиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до вашата емисија. Повелете. Полицијата и криминалот. Потполно се слагам со пред двајца тој господин што каже што работа во полиција. Значи, полицијата е скроз да раздрнена. Без полиција нема држава, не се лажеме. Значи, може да има нешто за размислување, да се размисли таа идеја што даде човекот, што паѓањето што работи во полиција, има по 50-55 години, што се професионалци, полицајци во полиција што можат да го допринесат. Значи, министрот треба да размисли, тоа што тврдам одговорно, ама тврдам со глава, со те што имам ја, дека 50% у полиција работат против државата. Тоа се се ДПМН. Само да се уништи државата. Значи, нешто мора да се размислува, факт е дека се уште има криминал голем, а тој криминал го поддржува полицијата. Така у Европа нема да биде. Значи, да не дојде до нив. Ако дојде до Европа, ќе го следат они за 2 секунди. Они знаат по кратка постапка и решаваат. После ќовкаме, нема плата, нема боа, нема. Па нема да има, кога не знаеме да работиме. Фабрики нема. Па нема да отвараат нови фабрики, кога не знаеме да работиме. Значи, се професионално мораме да работиме. Више, дојде време, заврши приказки да кога држава да се плячкаше, се крадеше од сите страни, кој како ќе дојде плячка, дали со субвенции, дали со некои таму светски банки што дава неповратни субвенции, кредити, се плячка, трактори се, не знам што не се плячка и шува држава. Сите тие криминалци ќе се одат затвор, а другото да се работи професионално. Имајте убава ноќ, пријатно и се. Ви благодариме за јавувањето. Одиме понатаму со гледачот кој што веќе не очекува на следната линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Кои пари ќе ги вратат кога сите ги има дадено во странски банки? Нема враќање пари. Тие се експерт за се, ги имаат парите ставено во странски банки и ние пари нема да имаме никогаш. Многу ви фала на трпението и толку. Ви благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Во притвор се двајца поранешни директори на Управата за безбедност и контраразузнавање, Сашо Мијалков и Владимир Атанасовски. Каква е спрегата помеѓу полицијата и криминалот е она што ве прашуваме во денешното издание на Очи во очи. Имаме ли гледач на линија? Да, јас сум повторно на линија. Колега,
бивши полицаец. Да. Припадник, малку кажав дека бивши полицајци, бивши директори на ОБК. Видите, сега ме иритира еден колега кој што кажа дека полицијата е столбо на државата и јас потврдам. Јас напуштив служба затоа откако почна да влезе ДПМНЕ, не ВМРО, него ДПМНЕ начело со Сашо Мијалков и овој бившиот премиер, не сакам ни името да му го спомнам, така да напуштив служба затоа што немаше координација меѓу политика и полиција. Полицијата се вмеша со политиката и еве направија хаос. Државата тоне. Државата пропаѓа иако не се предемат мерки прво во полиција, особено во државна безбедност и контраразузнавање. И порано имало случаи да чиме оперативец или полицај да биде врзан со некој мал ситен криминалец и тоа сме го расчистили некако служба и сме предземале место. И тоа сега врхушката на службата се поврза со политиката и затоа државата ќе ни тоне уште. Јас го поздравувам, ја поздравувам актуелната власт начело со Заев и гледам и министерот е супер, мито треба да расчистат, еден претходен гледач рече, треба да расчистат во службата комплетно. Додека не расчистат, додека ги нема ДПМН-овците кои што се уште за жал ги кочат сите активности, не може државата да оди напред. А Европа нема да не прими ако ние вака тераме. Тоа беше. Благодарам. Ви благодарам за повторното вклучување. Одиме понатаму со следниот гледач на истата оваа тема. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сем додека во државата на сериозни места, работни места, посебно вакви како што е во УБК директорот и во и другите институции, формално се ставаат луѓе, односно неискусни, со неслучајно, со тоа што приказната е кучињата лаат, караванот врви. Така се случи и јас сочувствувам со родителите на овој Владимир, името Атанасовски, мислам дека беше, директорот, уште кога специјалната обвинителка влезе во МВР и даваше изјава, он не знаеше што да каже, како да оселена. Тоа е едно детиште, јас извинувам, детиште, имам и ја деца, во смисла дете кое што добило некоја диплома и извонредно го искористиле за да ова што се случи и се случувало, да си поминуваат каравано, да си се товара со богатство и така да си оди. Затоа мислам дека не знам колку може да влијаат и родителите, ако може да влијаат и еве што му направија. Тоа му направија и на директорот, на министерот Тодоров, кога мислам дека татко му беше некој функционер во тогашната власт и го форсираше по секоја цена, мислам дека влијаеше и детева извонредно. Кажа дека добро се размислува, но му направи такви лоши работи за да и понекогаш и тој не знаеше што да прави. Просто најчи го во едно министерство, па во друго министерство. А од друга страна, сите државата тоне, а државата сме ние, семејството мое и семејството на сите нации, вашето и на другите. Затоа молба до актуелната власт, сите тие формални, само да се стават функционери без некоја позадина и тежина на тоа работно место, за некој корист, на некој друг, мислам дека да се прекине таквата пракса. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам. Ние продолжуваме понатаму. Имаме ли гледач на линија? Добар ден. Значи, полицијата е мафијата под закрила на државата. Значи, едно платено од државата од наши пари, а плюс и мафијаш. Значи, нема дали врвот горе кај што највише смрди и доле на прстите, на ноктите, значи нема еден што не е бил во ситуација да земе корупција и мито. Нема. Дали тоа ќе биде во облик на скари по кафани, од овие најситните позорни, да речеме, или тој како сега што се овие двојцава тука бандити. Значи, нема у полицијата ни еден чесен. Нема, не знам чистачките дали не се таму, ни еден они може поштени таму, а може и они дрпаат по некој сија и прашак и такви работи таму по тоа канцелариите. Важно, у полиција нема поштен човек. Тоа е мафија која е под закрила на државата, на власта. И овие нови сега што дојдоа нема подобри да бидат, за жал. За жал. Еднаш колешката ваша кажуваше за денот на полицијата, исто тогаш многу ги резиле полицајциве,
затоа што не си ја работат поштено работата. Значи, ќе рече некој нема закони, не, закони има, него не се спроведуваат како треба. Ако се згодиш у ситуација каде што треба да влезеш у некоја сообраќајна несреќа, с краја било со посетни последици, ама тој спротивната страна, колку и да е крив, е мамина маза или татина маза на некој си од овие од кајмакот што го збираат у државата, си го обрал востанот и тоа дебело. Значи, не само што ќе бидеш казнет, дури можеш и тепан да бидеш, а и по джебот да се ударат и тоа дебело. Значи, се местат разноразни работи од страна на полицијата и полицијата е најкорумпирано нешто у државата. Покорумпирано и од доктори и од суди. Заврши вашето време предвидено за изјаснувањето на оваа тема. Остапуваме минути и за нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Не можам да не сеам, кој ќе слушам, упорно слушам некој нема да ги вратат парите, не можеме ова. Сега имаме ние документ, граѓаните, совесните граѓани, за судот, за некои правници, и јас правото го знам многу добро, не валидни документи се тие, ама ние ги слушнавме, нема ние и да негираја тие што бе учесниците во разговорите, далаверџите, мафијашите, што извршија финансиски геноцид, за нас е документ. Нема попуштање. Како не ќе ги вратат? Ќе му се замрзи целиот имот на најблиските роднини, да знае до кое колено. Ќе се донеси закон, член ќе се воведи во правосудството, кривична одговорност и секој што има, ќе се замрзи имотот, ќе се утврди која висина максимална може да злоупотреби, како Мијалков и другиот, ќе се повара таа сума да ја приложи, а не ќе ги пуштат на слобода. Не ни треба затвор да одат, затвор треба да одат силувачи, напаѓачи, што возат по десво на алкохол, што не може да се помират, што возат без ноколи брзо, што убиле некој. Значи, насилниците во затвор, криминалците, мислам криминалци физички што напаѓат луѓе, а ваквите со финансиски криминал, замрзнување на имотот, или пак 2 милиони евра, милион евра, зависно колку висински ќе одредат, може да злоупотреби, ќе му се замрзи тој имот на најблиски сите роднини што имат, што биле вработени. Значи нема да попуштиме. Јас сум тој што 5 пати во денот ја отворам темата кај да се движам. Фатени се на дело, за нас е документ. Нема тука, ако негират правниците, студот, обвинители, не можеме, вака така, не може. Да сврти бројчаникот досега, реков некни милион, не, досега на 50 милиони минимум требаше бројчаникот да врати пари. Да, ви благодарам за јавувањето, толку имавме простор да го чуеме вашето мислење. Одиме понатаму со следниот гледач и неговите 2 минути. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па вака сега. Во една држава имаме 3 власти. Законодавна, извршна и судска. Сега, доколку не функционираат некои од тие, посебно ќе нагласам судската власт, тогаш се појавуваат тие големи криминали. Судот ако не функционира како што треба, тогаш многу добар терен се создава за голем криминал. Исто така, тој криминал поврзан е и со другата власт, да речеме и извршната, и можеби и со законодавната имаме тука. Сега, кога ние велиме правна држава ќе имаме, тогаш ќе го средиме криминалот, можеби не на да го нема, туку ќе биде на минимум. Што значи, јас ја најдувам најголемата вина во правосудството. Ние немаме правна држава се уште. Ако нема правна држава, зошто то ни го кажуваат и од надвор и од секаде? Правната држава, ако правото влада и во една држава, ќе го немаме големиот криминал. И токму тоа нас не уништи, народот. Само криминалот голем, поврзан со луѓе кои се вработени во тие што ги спомнав власти, зато се викаат тие власти во држава. Судска, законодавна и извршна. Таа поврзаност, таа го носи големиот криминал. Кога тоа ќе се среди, посебно ќе нагласам за
за правосудството, судовите. Тие се први кои треба да реагираат. Јас многу ви благодарам. Ви благодариме и ние за вклучувањето. Одиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ваква е состојбата во државата, посебно во Министерството за внатрешни работи, УБК и другите институции од таа бранша, бидејќи постојано во таа организација или во тие организации влегуваа луѓе кои немаат допирна точка со дејноста на тие на МВР или другите организации, со некакви или никакви дипломи да земаат раководни места, лично познавам луѓе и нормално не знаејќи да работат соодветната работа се оддава на криминал или шпионираат кај нивните сведоци, односно шефови, за да се одржува на власт. Се малу на, да речем, на шала, таквата состојба може би во Министерството за внатрешни работи може да е среди Оливер Андонов, зашто човекот има големо искуство, дури еден цел ден беше министер за внатрешни работи. Фала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Кого имаме на линија? Добар ден. Гледам уште зборува, ало? Вие сте во програма, само намалете го тонот на телевизорот, па да ве чуе. Момент. Ајде во ред. Да. Дали се слушаме? Го намалувам, сега се слушаме, добре. Ете, повелете со вашето излагање. Јас се сложувам со сите луѓе што вика, меѓутоа првиот судо почнува, нормално судската власт што се вика, тие се директно поврзани со полицијата. Јас имам личен еден пример да го кажам кај мене, ама нема време, 2 минути се. Овде кај што живеем в центар има еден инспектор од полиција, училиште жената му држи, а таа е запослена во државно. И треба вратата да се заклучува долу, се дрогира, сето крв, сето шприца од тие заклучи вратата, не е битно, идеше едно дете да си оди на час, ми рече чичка, отклучи ми, отклучим, влезе, му реков, не е ова факултет. И ме сретна тој во влеза, тој е 35 години, јас 68, што си му реков на детето ми вели, јас му реков, му отклучив да влезе, и реков од тие дете, и му реков, не е ова факултет. Кој си бе ти да кажуваш, пал ми чини еден шамар, ми ичаше велицата. Зедов документи за да го тужаме, но друго ме викна полиција, ми рекој, ај смирете се ваму, таму дојде дома, се извинуваше, пошто е во истиот влез, и не е битно. Помина тоа, набрзано сакам да кажам, заврши, за 6 месеци имав право да отужам, не го тужив, оти сум градски човек, да не одам по судој, децата ме караа, немој тато дојш по судој, не помина времето за тужење, заклучував недела беше вратата, в центар живем, и тој стоеше надвор, ме ше заклучуваш бе вратата, а бе реков недела е денеска, овде се дрогира, влегува, еднаш ми искршија вратата, рами ми влегува, ушенаш ми влегува. Тој ми ушенаш, ако е заклучи, ќе ти искршам глата. Затоа што е инспектор полиција. Првин го опростив, него тужив и ми вели ќе ти искршам глата. Отидов, го пријавив, кога отидов таму, дојде тој таму, кај што пријавува пријавница ке за жалби и си намигнува со очите. Абе вие си намигнувате, кажи му реков ново е до мене, ќе му го чако мудри. Ова е жива вистина. Му дава тоа што е инспектор полиција право да мава на луѓе невини. Да. Тоа се работи полиција. Ова е мој жив пример. И још еднаш ако мудри. Да, ете толку беше времето предвидено за вашето јавување. Ние продолжуваме понатаму со следните гледачи на линиите кои што не очекува. Дали имаме време? Да, повелете, кој е на линија? Од Гостивар. Повелете. Слушате претходните говорници, некои се револтирани, некои нема врска, секој си има своје размислување. Но имате на работа, кај нас во државата, че судството е сведено на нула. Гледаме, се затвараат политичари, се затвараат, ето да речеме, лопови или ситнеши нешто. Луѓе, може би, кои што за мала грешка одат по судеви и по затвори, не ми е чудно во нашава држава како само судиите не прават грешка или некој на некој судија да му се суди. Кога ќе дојде во нашава држава дека некој судија направил криминал и ќе излезе пред судот да му се суди и да бидат осудени да легне во затвор, тоа ќе функционира нашата држава. А не да бидат привилегирани, зашто јас сум имал таков случај, со документи, со све, и пак ти си виновен. Дури и судскиот совет, и се.
која ќе се смени од корен во нашава држава. И судијата, истиот закон да важи за судијата, и исто прави кривично дело ако го суди некого погрешно или со намера, треба да легне во затвор и да одговара. Тогаш ние ќе имаме правна држава. И господинот претходно што кажа, доколку некој има сила моќ, истото да го направи му се закани. Бидат осуден или санкциониран од работно место или било некаков начин, тогаш ние ќе имаме правен систем. Јас одам на секаде, например, и Германија и Австрија се, но како овде нема нигде. Ние фатиме нашата бугарската, за кокошка нема прошка, за милиони нема закони. Или човекот кој што е на позиција може да прави што сака и не одговара. Ако не биде судија, ќе биде адвокат. Ако не биде адвокат, ќе биде извршител. Ако не биде извршител. Имаме нови 2 минути за нашиот следен гледач. Велиме добар ден за кога? Добар ден. Повелете. Па видете вака, и едните и другите, мислам, и полицијата, и криминалот, и криминалците работат на потполно исти терен. Мислам, едните криминалците се наѓомити се вардат од полицијата наѓомити ги брка и по известно време настанува дил меѓу нив и нормално настапуваат едните со другите се бранат, стануваат пријатели и работат со некој профит. Значи едните и другите печелат на таа работа. Криминалците си ја бркат својата работа, полицијата се прави слепа и нема на тоа што се случува. Значи тоа е оно што се случува кај нас. Ако гледаме едноставно од самите обезбедување на премиери, председатели едно друго, ќе видиме таму се наоѓаат луѓе кои што биле во колизија со законот, одлежале малце, биле условно или било како, значи во секој случај не биле кукли, туку биле панукли. Меѓутоа моменталната власт ги користи, мислам и ова и поранешната власт ги користи за своја одбрана, за своја заштита, така да јас не гледам некоја голема разлика меѓу едните и другите, фактички тоа се едните исти. Толку од мене. Ви благодарам што се вклучивте во емисијата Очи во очи и на оваа тема дадовте своја видување. 20 поранешни директори на Управата за безбедност и контраразузнавање во моментов се наоѓаат на 30-дневен притвор во затворот Скопје во Шутка. Каква е спрегата на полицијата и криминалот е она што ве прашуваме во денешното издание на Очи во очи. Добар ден и 2 минути за следниот гледач. Добар ден. Вечер, ваш редовен гледач. Повелете. Вака, значи секоја чест за господинот од Гостивар што се јави претходно, пред ове, што беше, значи многу убава дебата имате. Сакам да кажем дека додека не се расчисти судството и полицијата, додека работат на партиско-фамилиарна основа и нестручни кадри ставаат на работа, човек со средно образование врши инспекторска дејност. Како што има пример кај нас, например, на кримотехника, работи човек со средно образование, а треба да има криминалистика завршено, факултет. Тоа претходната власт така добро го инсталира, не направи таа паукова мрежа, што ние за 30 години, не Оливер Спасовски, не знам како стручени донесеме само од странство да ни дојде некој од Европол, од Интерпол, така може тоа да се среди тоа држава. Инаку, ние до бесконечност ќе се оиме така. Значи, кај нас требат инсталирање на интернационална внатрешна контрола да се очисти каколот. Значи, кај нас е се то корупирано, тешка мафија. Значи, владеат кланови, донови, како Сашо Мијалков, колку има Сашо Мијалковци од независноста на оваа држава, па то судство од независноста до сега цитират истото, што рече ни еден судија не е осуден. Имаме случај, кај нас го фатија судија со 50 дела заклучени во филки, што не сакал да ги пуштит во судница да се обелоденат. Значи, на ова мора да му се крај, ако сакаме да имаме држава. А инаку со 20-тројца вака Мијалковци и некои си други
За сите треба, сите, и претходната власт, и таа пред неа што беше, сите да им се види од кај им е имотот и парите да ги вратат. Парите и да им се замрзнет имотот, што рече една господја. Значи, обични средношколци, инспектори, луѓе плани наследени, клани во полиција, немат да се побарат стар кадар, нека си дојд, нека си работат и да го чистиме ова, еднаш да бидеме на чисто. Поздрав до вашата емисија и секое добро. Ви благодариме, поздрав и до вас. Велиме тука добар ден веќе на следниот гледач кој ни се јавува. Повелете? Врска со темата. Олку криминалци, ја мислам од цел свет немат. Колку што произведе минатата влада и што е најтрагично, најжалосно, стари возрастни господи се јават како не им е страм преку 70 години да ги брани овие криминалци. Ова се тешки рани. Дали гледаат тие? Еве, јас сум СДСМ со книжка. Меѓутоа, кога ќе дојде ваков или сличен криминал, помал, ја првиот ќе се јавам и ќе кажам дека се арами. Овие не. Им било адно, плачкале на некој начин, јаделе, нешто призае по некој попче таму им подаде, како на кучија ми што им погледаме нешто, и сега викаат докаде се таа влада. Па тој арамијата прв замина во Унгарија. Овие други ќе побегнат од овие некој. Ја не знам, Заев, мислам, тој не е судија, меѓутоа треба да и собере сите судии да им каже. Ако еден, најмалиот лопов од држава, ви заминет од Македонија, сите ќе ојте најмалку по 10 години затвор. Ја знам дека постои начин како се затвара тоа, меѓутоа треба да се воведе некој посебен третман, посебен закон, да не важи тоа кај нас. Овие не се луѓе, овие се лопови, лопов до лопова. Кого штитат овие, тоа ВМРО и сега, не, тие не се криви. Па се јавуваат тие од власта, па овој директоров на ЈСП, па Кристијан Мицковски, па овој со брата, тој портпаролот. Како не се страмат, бе? Како не се страмат? Ја ќе го кажам самиот тоа кој господа само лопов, ако е, не е бред човек. Ние од такви лопови сме до овој степен. Бараат пензии со кредити. Што треба сега? Да треба да се пешатните па 50 евра. Ја што прави Рамилов тамо, што прави Скопје 2014, го ги јурат тие кредити. Опрашка милиарди евра, ја викам 6-7. Некој вика 18, не е точно. 6-7 милиарди евра. Да, тоа беше вашето време предвидено за јавувањето на очи во очи. Од вчера за дрешетки уште еден поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Станува збор за Владимир Атанасовски, кој што ја презете функцијата во 2016. Во исто време секако во притвор во Скопје се наоѓа уште еден поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, Сашо Мијалков. Каква е спрегата помеѓу полицијата и криминалот? Прашање во денешното издание на очи во очи. Имаме ли гледач кој што ќе даде свое видување? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ја нема како другиве да правам жалопојки што ми се десило или празен муабет, него ќе дам конкретни решенија, идеи како да се спречи криминалот што ни е стегдека присутен во власта. Да чуеме. Значи, за притворот прво ќе кажам. Слушаме цел месец Груевски побегнал, пред тоа двајца побегнаа нели за Грција од ДБК. Многу е просто решението. Ако јавното обвинителство или специјалното обвинителство не побарало притвор за нив, а тие побегнале, тогаш од јавно обвинителство одма суспензија на тие обвинители што го водат случајот, плюс казна, плюс одговорност. А ако побарале, па судиите не им дале притвор на овие што барале, тогаш судиите суспензија автоматски, кога ќе им избега таков криминалец или осуденик, не е важно, тогаш веднаш да се суспендира, никогаш више да не бидат ни суди, ни обвинители и плюс казна оваква затворска. Потоа, како да се сузбие криминалот? Единствен начин да се сузбие криминалот е независно судство од политичарите. Судиите сами да се бираат и конечно да почне да функционира закон за потрекло на имот и конфискација. Едноставно, секој што не може да докаже од каде му е толкав имот, се знае колкава плата имаш, колкав имот имаш. Проста математика е тоа, дали одговара, дали не одговара. Да почнат од градоначалници, па до судии, па до обични граѓани. Од каде бе, брат, ти као градоначалник 4 години можеш да имаш двосомен стан, а имаш 5 станови куќа. Исто и судиите. По автоматизам
и сите тие да имаат строги затворски казни, а да се конфискува имотот ако е криминално стекнат од мајка, шајка, од сестра, брат и сите тие. Тоа беше јавувањето на последниот гледач во денешното издание на Очи во очи. Јас за сите вас кои што се вклучивте ви благодарам за вниманието за кое што го следевте и за учеството во оваа емисија. Оние кои што не успеа да добијат, секако секој работен ден имате можност во рамки на нашите емисии да го споделувате вашето размислување. Јас тука се одјавувам, ви благодарам за вниманието, секако вие останете и понатаму со програмата на телевизија 24 во 17 часот следува Централниот дневник. Оваа тема и уште многу други информации секако од колегите од информативната редакција. Имате пријатен ден.